Заради зголемената побарувачка на извинувања, Синдикатот на новинарите и медиумските работници реши да им се најде на колегите и да покрене една акција на извинување, односно справување со новата новинарска алатка. Подготвивме еден образец кој што денеска една група веќе го подпишува и ќе го поднесеме до председателот Трајко Велјановски, а подоцна и до премиерот Никола Груевски, во кој што се извинуваме, а оставаме простори и да се допишат дополнителни причини за извинување, па кога председателот Велјановски ќе се најде навреден, може едноставно само да ги отвори тие образци и да ја задоволи својата потреба да добие сатисфакција. Согласно законските одредби, му се извинуваме на председателот на Собранието на Република Македонија Трајко Велјановски за тоа што не ги манипулирал резултатите од анкетата за наводните инциденти на 24 декември и истите ги повлекуваме, и инцидентите и резултатите. Затоа што доволно не истраживме кој му ја скршил вецешолјата на Дадар. Затоа што не го послушавме обезбедувањето на Собранието кое убаво не замоли да ја напуштиме ложата, затоа што во Собранието нема маникир за ноктите на пратениците. И се разбира, постои можност тука да се допишат и други причини за извинување. До премиерот, нашето извинување гласи: се извинуваме за секое ненарачано и нетематско прашање што би можеле да го поставиме на тематска пресконференција, затоа што доаѓаме навреме на пресконференции, затоа што Македонија падна на најниско ниво според медиумските слободи и лично ќе се вложиме Македонија да се повлече од какви било листи на мерење на слободата на печатот и за сите други анкети за кои сме известувале или ненамерно би можеле да известуваме, а во кои Македонија не е во позитивен контекст и за секое сторено и идно прегрешение волно и неволно.